Благодарам, председавач. Почитувани колеги пратеници, дозволете ми како прво на почетокот да ви го честитам празникот. Честитам Великден на сите припадници на христијанска вероисповест. Земав збор за тоа што веќе неколку дена ние, пратеничката група на Движењето Беса, не сакаме да трошиме време затоа што сме пред една длабока криза од која што сакаме да излеземе што е можно побрзо. И сите сме тука сведоци на некои реплики, процедурални забелешки за прашања за кои што би рекол дека се многу банални. Тоа што се случува во дебатните емисии, говорите во гостивар и така натака, мислам дека ќе беше тоа најмалиот проблем ако ние се занимававме во Македонија само со тие работи. Дозволете ми, бидејќи побарав процедурално, да дадам само две објаснувања. Како прво, не е убаво да се злоупотреби и да се каже дека изјавата, декларацијата или платформата е тиранска. Тука ќе ви кажам дека барем за Движењето Беса, ова е заедничка декларација на албанските политички партии во Македонија. Насловот е така. Токму така. И токму оваа декларација од Движењето Беса е усвоена од Движењето Беса во Скопје на 7 јануари во 2017 година. И официјално тоа е соопштение кое што е издадено. И истото е направено и од другите политички партии. Ако сакате да имате, да користите вакво алиби за да се продлабочи кризата и понатака, мислам дека тоа нема да послужи на никого. Главниот проблем на Македонија веќе 2,5 години е откако почна скандалот со прислушувањата. И кога ние свативме дека во оваа држава сите главни столбови на еден политички систем се паднати и срушени, како прво системот на безбедност, затоа што е прислушуван премиерот, министрите, и тука се види дека всушност има многу елементи за криминал и корупција. Свативме како функционира системот на судството. Свативме како функционира обвинителството во државата и сите сме сведоци каков економски систем имаме и во каква сиромаштија живееме, особено албанскиот дел. Меѓутоа сум убеден дека тоа е така насекаде. И затоа ве молам, заради времето, заради празнициве, да се вратиме сите на разумот, да изнајдеме заеднички сила, да ја надминеме оваа криза и да почнеме лека полека да излегуваме од оваа институционална, политичка и економска криза и потоа затоа што граѓаните тоа го очекуваат од нас. Благодарам.